Благодарам. Имено, имаме можност свој пат да продискутираме за Законот за додадена вредност, за кој што пред да преминам на материјална расправа за амандманот, сакам да ја уверам јавноста дека од целата даночна реформа, конкретно овој е законот кој што најмногу ќе ги погоди граѓаните. И ако претходно во предложената даночна реформа од претходниот пат требаше да се соберат 90 милиони евра, потоа самото министерство кога го предложиваа даночна реформа со европско знаменце, го прошири офатот и сега се 140 милиони евра што треба да се соберат, и токму поради овој закон тие средства ќе ги наплатат граѓаните. Во текот на претходната дебата кога зборевме за данокот за солидарност, главната теза на пратениците од мнозинството беше дека треба да се земе од компаниите за да им се даде на наранливите категории на граѓани. Со овој закон, почитувани колеги, вие ќе земете директно од граѓаните и сега ќе ви објаснам каде се прави тие измени за кои што ние сметаме дека не треба да се случат. Конкретно во овој предлог на закон ќе се прошири даночната основа на она кое што го кажаа и министерот за финансии, а и официјалните функционери на владата за над 4000 прехранбени производи. Но тоа нема да биде само тука основа. Конкретно можете да отворите во законот и да видите дека во членот 11, во измените и дополните, вели во членот 30 во ставот 1 точката 1 се менува и гласи основни производи за човекова исхрана, додека претходното беше производи за човечка исхрана. Каде е тука кваката, би кажа? Со подзаконски акт, веднаш што овој закон ќе стапи во сила, Министерството за финансии ќе уреди кои се основни производи за човечка исхрана, а кои се оние производи кои што потоа ќе се даночат со даночна стапка од 10 или од 18%. И сега, почитувани граѓани, основни производи за човечка исхрана во тој подзаконски акт ќе бидат лебот, солта, шекерот и можеби и водата. Сите други производи ќе престанат да бидат оданочувани со повластена даночна стапка. Со ова законско решение, како што вие го предлагате, прво ќе се подгрее инфлацијата, а второ веднаш ќе постхабат цените на храната на начин на кој што е недозволив барен во овој момент. Ние имаме за ова законско решение неколку клучни амандмани. Првиот ќе ја потсетам јавноста е за пелетите. Од 18% да бидат 5%. Добро е што мнозинството не послуша и го направи тоа што многу пати до сега го направила. Поднесе истаков амандман. Ке имаме можност дали денеска, дали во текот на утрешниот ден да разговараме за овој амандман. Добро е што нашиот е прв пат, тука ќе има еден мал театар. Амандманот на ВМРО ДПМН ќе биде одбиен, ќе биде прифатен на СДСМ, но тоа е добро на крајот од денот, бидејќи сепак е добро и за народот и за оние здруженија кои што вие не ги примивте, ние ги примивме и заеднички го поднесовме амандман. Вториот амандман кој што овој закон треба да го добие, односно да го прифатиме сите заедно, е ДДВ-то на електричната енергија наместо сегашните 18% да биде 5%. И за тоа имаме амандман. Исто така имаме амандман за ветеринарните производи наместо 18% да бидат оданочени со 5%. Понатаму имаме уште еден клучен амандман кој што е особено важен, а тоа е данокот на првиот промет на недвижнини станови, наместо да биде 18%, да биде 5% до момент додека Република Македонија не стане земја членка на Европската унија. И зошто сме го предложиле овој амандман? Бидејќи сите тука заедно знаете дека има многу голем проблем со цената на недвижностите. Едноставно расте несразмерно со условите на пазарот и доколку ги оданочиме дополнителни 13%, тоа ќе значи дека недвижностите веднаш ќе поскапат за 13%. Имаме уште еден дополнителен амандман кој што ќе го поднесеме со колегите комисиски. А тоа е, ако сакаме веќе да ги поскапиме пелетите, кој што во случај гледаме дека ве убедивме, ако веќе ја поскапуваме електричната енергија, тогаш треба да го намалиме ДДВ-то за огревното дрво од 18 на 5%. Од 18 на 5%, за да граѓаните можат барем енергентите кои што се најдоминантни и за кои што се греат преку зима, веднаш да паднат за 13%. Каде ќе ги најдеме овие средства? Во постојните приходи, односно во постојната состојба на буџетот, во однос на приходите, ќе ги намалиме трошоците, нема повеќе да има тендери во 4 очи, нема да се купуваат службени возила, нема да се трошат средства на репрезентација и на привремени вработувања и во тој однос ќе ги најдеме оние средства кои што се вкалкулирале како приход од овој момент. И тоа што е дополнително клучно е што бараме веднаш и неодложно листата на производи, кои што ќе бидат прво, како што е тука наведено, основни прехранбени производи, а и дополнителната листа, која што ќе се даночи
во 10 и во 18% разлика да биде објавена. Што значи тоа? Ние во овој момент, ако го гласаме овој закон, му даваме можност на тој што е предлагач, а во случајов тоа е Министерството за финансии, во рок од 5 месеци од носењето на овој закон да ја уреди листата на добри услуги кои што ќе бидат оданочени поскапо за 5 или за 13%. И ние велиме вака: не може ниту пратениците од мнозинството да не знаат за што гласаат, ниту јавноста да знае, ниту стопанството, ниту пратениците од опозицијата. Бараме по урнекот на царинскиот тарифник веднаш во законот, во предлог текстот на овој закон да биде вклучена листата на добри услуги кои што ќе поскапат за 5 или за 13% по однос на покачување на ДДВ. Затоа што, почитувани граѓани, ќе ви изманипулираат и све надвор од основни производи за прехрана кои што ќе бидат, внимавајте, лебот, солта, шекерта и водата, сите останати производи ќе поскапат за минимум 5 до 13%. Затоа бараме, ако веќе гласаме за некој закон, листата на добри услуги да биде прифатена. Од аспект на конкретниот амандман кој што го нудиме, ние вака велиме: сите производи за човечка исхрана, да бидат оданочени со повластена стапка или од 0 или од 5%. Освен оние кои што навистина сметате, како што би рекол Фатмир Сречко Битики, дека се луксузни, тие нека пораснат на 18%. Но да бидат објавени со подзаконски акт кој што ќе биде вкалкулиран во законот. Тоа е предметот на нашиот амандман. Тие производи, повторувам уште еднаш, кои што се користат во секојдневната потрошувачка на граѓаните, кои што ги купуваат секој ден за да го прехранат сопственото семејство, да бидат оданочени со 0 или 5%, а останатите кои што се луксузни, како што ја замајуваат јавноста пробувајќи да направат димна завеса со перки од ајкули или со путер од кавијар, тие нека бидат 18%. Но да не ги манипулираме граѓаните под превезот на ваквите амандмани за да се покачи ДДВ-то за сите прехранбени производи. Барам подршка, затоа што сметам дека доколку овој момент ова не го изгласаме, уште веднаш, тука е заменик министерот кој што ги разбира финансиите и економијата, ќе се подгрее инфлацијата и по овој основ сите производи ќе поскапат, повторувам, за 5 или за 13%. Ви благодарам.